Петар, што имаме во студиото 83? Мартин 99 не чека таму со ексклузивен дуел. Добро вечер, драги гласачи. Кој друг, ако не вчерашни? После долги години го добивме најексклузивниот дуел на денешницата, Груевски и Заев. Господа, добро вечер, ова нека биде фер дуел, ве молам да не си упаѓате во збор, воспротивно ќе бидам принуден да ви исклучам од дуелот. Па, еве, би започнал со ред. Груевски, на што е фокусирана вашата програма? Реално, кому сте насочени, кого ќе фатите овој пат? Ајде да фатиме на посиромашните, да евентуваме се и се што. Заев, вие постојано зборувате за некако поврат на пари. Дали планирате нови задолжувања? Од каде па се уште пари во нашата државичка? Еве од каде. Сите пари ќе ги врати расипничката фамилија на власт. Сите до денар. Заев, де кажи како беше она изреката старите што ми ја кажува, не ми текнува како беше, зошто е добро да се биде на власт? Не ви текнува дедовците што кажува кога не знаете зошто што е посреди? Пари се во праша. Пари, пусти пари. Значи за пари се работи. Груевски, треба ли народот да знае колку пари вие сте заработиле со политика досега? Треба тоа да се каже и треба тоа народот да го знае, затоа што е многу лесно да се пресмета. Господине Груевски, јас свака како новинар не се разбирам многу од економија, па може ли да ми објасните колку проценти се земаат од една сделка, на пример 10 милиони евра? Па на тие пари 15%. Затоа што многу мислат дека 15% на целата сума. Ја ништо не ве разбрав. Заев, вие го разбирате ли? Мислам дека он баш не се разбира од проценти. Изгледа со цели броеви работи, а? Затоа ќе си оди. Затоа што ништо не разбира кога се по прашање проценти и пари за граѓаните. А многу добар економист е за милиарди на фамилијата и на неговите лични сметки. Да. Се извинувам, господине Груевски, ќе може ли да ни објасните зашто ќе ви се милиардите? Мислам, каде ќе ги потрошите? За вода, за храна, за електрична енергија, за јавен превоз. Така, животот е скап. Но, бидејќи сме при крајот, што ќе им порачате на политичките противници? Ај, пуста е! Пуст да би останал животот кучешки. Според вас, кој од политичарите треба да оди на одмор, на заслужен одмор, ама едно 5-6 години, така убаво да легне, да се одмори? Сташио Мијалков, Гордана Јанкуловска, Милеја Некиевски, Зоран Ставревски, Иво Ивановски, директорот на управа за приходи и Никола Груевски. Груевски, многу навреди слушаме во кампањата меѓу вас и Заев. Зошто е тоа така? Што на тоа велат психолозите? Како на тоа ќе реагираат гласачите? Ако било кој од вас прочита малце психологија, ќе видите дека оние луѓе што навредуваат се луѓе кои се слаби, слабичи и луѓе кои губат. Луѓе на кои им истекува времето. А тука некаде и нашето време истече. Заев, Груевски, ви благодарам што ја прифативте поканата за овој дуел. Се гледаме на 12. А вам, пријатна вечер.